Обвинителството побара куќен притвор за судијата Ѓоко Ристов, осомничен за корупција, кај кого беа пронајдени 350.000 евра содзидани во зид во куќата на неговите родители во Неготино. Предметниот јавен обвинител од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција го сослушал осомничениот судија и му ги предочил прибраните докази врз основа на кои се темели основаното сомневање дека ги сторил делата што му се ставаат на товар. По сослушувањето, обвинителството до Основниот кривичен суд Скопје достави предлог на осомничениот судија да му биде определена мерка куќен притвор, како и мерки за предпазливост при време на одземање на патна или друга исправа за преминување на државните граници, односно забрана за нејзино издавање. Судскиот совет пак соопшти дека на идна седница ќе одлучува за одземање на имунитетот и за одобрување на предлогот за куќен притвор за апелациониот судија Ѓоко Ристов. Во изминатиот период се поголем број граѓани реагираат дека добиваат сомнителни SMS пораки со известувања за наводни сообраќајни прекршоци и итни повици за плаќање казни. По овие реакции со официјално соопштение се огласи Министерството за внатрешни работи, предупредувајќи дека станува збор за фишинг напади и обид за измама. Од МВР информираат дека измамниците испраќаат лажни пораки преку SMS, електронска пошта, лажни веб страници и социјални мрежи, при што лажно се представуваат како оддел за моторни возила или како системот Безбеден град. Во пораките се наведува дека возилото на граѓанинот е евидентирано за прекршок и се доставува линк за наводна онлайн уплата. МВР апелира до граѓаните да не отвораат сомнителни линкови, да не споделуваат лични банкарски податоци, внимателно да ја проверуваат адресата на испраќачот, да користат двофакторска автентификација и сите сомнителни пораки да ги пријават во Министерството за внатрешни работи или во својата банка. Од секторот за компјутерски криминал при МВР информираат дека се водат активни истраги, се превземаат мерки за откривање и санкционирање на сторителите на ваков вид интернет измами. Цените на бензините и на дизелот од ноќеска на полноќ ќе се зголемат за 1,5 и за 2 денари, соопшти Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад. Од утре цената на бензините Евро Супер БС 95 и 98 и на екстра лесното масло за домаќинство се зголемуваат за 1,5 денари за 1 литар. Цената на Евродизел се зголемува за 2 денари за литар. Според новата одлука, 1 литар Евро Супер БС 95 ќе чини 72 денари, Евро Супер БС 98 74 денари, додека дизелот ќе се продава по 66,5 денари по килограм. Малопродажната цена на мазутот се зголемува за 0,854 денари за килограм, сега ќе изнесува 32,987 денари. Референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со претходната пресметка бележат зголемување во просек кај бензините за 4,109%, кај дизелот за 5,194%, кај екстралесното масло зголемувањето е за 4,462%, кај мазутот зголемувањето е за 3,846%. Курсот на денарот во однос на доларот во изминатиот период по кој беа формирани цените е повисок за 0,230%. Францускиот председател Емануел Макрон за време на своето обраќање на Светскиот економски форум во Давос порача дека предпочита почит пред грубата сила и владење на правото пред бруталноста. Овие зборови се толкуваат како директен одговор на надворешната политика на американскиот председател Доналд Трамп. Франција и Европа се посветени на националниот суверенитет и независност, како и на Обединетите нации и нивната повелба. Сакам да го направам Г7 со кој годинава председава Франција, форум за отворен диалог и за колективни и кооперативни решенија, истакна францускиот председател.
Макрон предупреди дека Европа располага со многу моќни инструменти во областа на трговијата и дека нема да се двоуми да ги искористи доколку не биде почитувана, реферирајќи на заканите на Трамп за воведување на нови царини. Упати сериозни критики кон трговската политика на Соединетите Американски држави, која според него отворено цели кон слабење и подчинување на Европа, преку барање максимални отстапки. Во Шпанија денеска е прогласена 3-дневна жалост, додека спасувачите продолжуваат да ги пребаруваат уништените вагони, за да ги пронајдат жртвите по судирот на возови во кои загинаа најмалку 40 лица, а десетици се повредени. Според последните информации, бројот на жртви во железничката несреќа во Адамус во Кордоба се зголеми на 40, додека 41 лице е хоспитализирано, од кои 12 на интензивна нега, соопштија андалузиските служби за итни случаи. Полицијата соопшти дека отворила неколку канцеларии каде луѓето можат да поднесат пријави и да предадат примероци од ДНК за идентификација на жртвите. Речиси 500 луѓе патувале во двата воза кои учествувале во несреќата. Во возот на линијата Малага-Мадрид имало 294 луѓе, додека во возот кој одел од Мадрид за Уелва се наоѓале 184 патници. Шпанскиот министер за сообраќај Оскар Пуенте рече дека линијата Мадрид-Андалузија веројатно повторно ќе биде отворена на 2 февруари. Околу 40 припадници на единицата за вонредни ситуации работат на местото на несреќата во Адамус, велат од Шпанското министерство за одбрана.